гледаме во судиското потврдување. Лалич за гостите не успеа да го надскоча Трајковски, кој што го обезбеди првиот напад за својата екипа. Ќе биде интересен овој надпревар, два непоразени тима во досегашниот тек на сезоната, како во јадранската, односно балканската конкуренција, секако работнички со еден квалитетен искус со 7 Ѓуровски, 9 Плов, 10 Симоновски, 11 Тодоровски, 13 Дреновац, 15 Младеновски, 21 Лалич, 20 напада гостите погодуваат два пати и тоа тројка, кошаркаите во жолти дресови, Карпош Соколи. Плов сега, еве и тој враќа се тројка за веќе трето водство од 7-9. Се обидува за 3 поени и прецизно уште едно Шлабович. Здравата беше Соколов, Симоновски му побегна, Мијатович не успе да се снајде, Ѓуровски офанзивен скок на позиција. Се уште ја бара вистинската форма. Доброто за МЗД Скопје што по оваа Суперлига ќе биде и плейофот. Тука посакуваат да имаат вистински издања, но Лавович продолжува веќе двоцифрен. Како да нема одбрана во тимот на МЗД и ево сега снайперистот промаши речиси од идентично место. И сега Клов изблокира Соколов. Ево Шалон Клов. 1-1 против Мавра. Успеа да оди на лев влез и да намали на 23-16. Леговме во последната минута од првиот период. Одише Клов во претходната ситуација. Му ја украде. Трајковски. И со тројка го завршува првиот период. Бојан Трајковски 28-17-11. Највисоки предност за Сетович. Немаше позиција, па Клов. Ѓуровски. Тешко е таму да се влезе во рекетот. Симоновски за 3 поени во паѓање успе да погоди. Втора тројка за Марко Симоновски и тоа е играта што е негово главно оружје. Погледнете од една тешка позиција, Шепа таму му попречи. Бараше топка, ево Ѓуровски за 3 поени и тој погодува 28-23. Само 5 предност. Трајковски да спотивната страна. Може би малку избрзан шут, но сакаше да ја врати тројката. Затоа Клов оди до крај, не успе да погоди и од одбој кам Јатович 28-25 и сега една серија од сето тоа се одразува на резултатот. Еве сега со забивање Младеновски 28-27. Само по една разлика 10-0 прави екипата на МЗД Скопје во овие санирана на крилниот центар. Бојан Трајковски еден од клучните играчи во редовите на Карпош Соколи, а во Младеновски бараше топка, оти на втор обрач, предкото со забивање, 4 поени едно по друго за него. Зековиќ против Мијатович. Конечно успее да ја прекине. Клов. Добро се движи Клов, се создаде простор, скок со задршка, ево ги повторно кошаркање. Симоновски. Тешка позиција, но гледате колку значат овие тројки. Трета за Симоновски, купно 9 поени, 30-34. Пери сега за 3 поени и погодува за водство. 35-34. Како во бранови играат. И едните и другите се мести за 3 поени, уверуваше на својот шут и погледнете два пати поред. Сега тој враќа. По оние две, односно 3 тројки, но 2 во серија беа на си. Добро, чувам за сега. Затоа Дреновац остана сам. Погодува за 3. Крајот на полувремето. Околу 100 секунди. Мијатович отиде на втор обрач и погоди. Соколов остана сам. Одлична акција за Бележа Чомаги. Мавра. Извлечен надвор до Трајковски. Ова се обиде атрактивно за Пери. Трајковски мора да бие последна секунда од нападот и погодува. Кога сака, со звукот на сирената, речиси во втората четвртина погоди тројка. Сега погледнете, успеа некако да спаси тука Пери. Па со асистенција до Трајковски, кој се бореше со преостанатото време за напад и гледате 3-4 пати Младеновски. Тој не може тука, треба да врати до Дреновац со поглед на семафорот за 3 поени и погодува. Практично му врати на Трајковски за она што го направи во прото полувреме, 46-30, односно 46-42 сега.
погледнете, некако надвор од баланс, не му престануваше ништо, немаше кого да проигра и успеа да добие 3 поена, да намали само на 4 во финишот на првото полувреме. Аплаузи од малобројната публика, како со звукот на сирената во првото полувреме. Сега Пери изблокиран од Клов. Едноставно знаеше Клов на што ќе оди Пери, а Трајковски прави неспортска лична. Имаше Клов и во првото полувреме и изворенен блок, а потоа отран сега исто така одличен блок против Пери. Па издудена ова лична грешка, окарактеризирана како неспортска од Трајковски, затоа ќе има десловни формања и топка острана за МЗТ Скопје. Уште еднаш. Како за еден доста солиден, квалитетен меч, но успее да му украде топката Лавовиќ, а Пери сега со забивање. Значи, по 17 скока за двата тима, по 10 асистенции во онаа збирна статистика. И ево го сега. Погодува Младеновски. 6 поени за него, 48, најсиромашен до сега дел од надпреварот со поени на двете страни. Лалич има добра позиција, ево го погодува за израмнување. 48-48, а до сега ги немаше никаде. Може ова да биде будење за нив. Да играат многу поквалитетна одбрана во овој период, а сега Пери во својство. Кога не... Сега скок со задршка, беше и фаулиран Хенрик Пери. Ете, затоа е високо ценет. Пери сам за 3 поени. И еве потврда дека е овој негов период. 2+1 сега и тројка за 20 поени за Хенрик Пери. За сега човекот број 1 на надпреварот. Мијатовиќ му побегна на Лабовиќ, успе да поентира на мека рака. Лалич, оваа позиција за него, успе да погоди, ќе ме допомогне на фрлање, не му требаше ваков контакт. Ѓуровски се врати во игра. Мијатовиќ кон Лалич, одличен прием, еве го Лалич, кој што му е потребен на МЗТ Скопје. Клов бараше изолација, не успеа да добие блок од Лалич. И затоа еве тројка од Ѓуровски. 10-0 Карпуш, 10-0 враќа МЗТ, сега Пери во последната секунда од нападот. Се што тој направи со оние 8 поени во серија и 2 на Трајковски врати МЗТ Скопје и ќе почне овој надпревар како што реков пред малку од 0 во последната четвртина. 58-58. Пери, добра позиција за Лавовиќ, еве тројка. Она што реков во финишот од претходниот период, го потврдува Лавовиќ. Има резерви кај него и ќе види и тоа како значи овој последен период. 20 поени колку што има и Пери. Убаво одработена акција за очигледно тоа второто, сега убаво Пери за Зековиќ, Ѓуровски за 3 поени. Имаше право, имаше дрскост, имаше пркос. Ова е изворедна негова партија, доаѓа до 10 поени, односно веќе 11 овој за Ѓуровски. 65-64. Пери се обида да врати за 3 поени, не успе да погоди. Клов, напад на МЗТ за водство. Ѓуровски, уште еднаш сам, уште еднаш за 3 поени, и уште една тројка на Ѓуровски. Реков пред малку забележливо е тоа, ова е негова партија, ова е негова вечер, кога не води на Теймс, на уште неколкуми на негови соиграчи. 65-67. Тајмаут за Николич. Трајковски за 3 поени. Бојан Трајковски со скок на назад. 70-68 на 4 минути до краја. И затоа Лалич ги променија местата со Клов за лесни поени до крајот. Чомагич веднаш при приемот. Имаше многу простор во одбраната при она удвојување. Да видиме уште еднаш. Мијатовиќ не успе да покрие. И тренерот Николич натре на паркетот. Многу ја посакува оваа победа, како и назор на спротивната страна. Гледате,
подскокнуваат и тренерите на двата тима. Назор бара да се игра агресивно, да нема фаул, а мислам дека што велат судиите, имаше тука двојно водење со топка и помалку од 1 секунда до крајот, или точно половина. Теоретски се е можно. Ајде да видиме што може да се случи во оваа половина секунда. Денес е 1 април, па се е можно. И во тој сегмент, малку шега. Симоновски веднаш при приемот. Истече времето. Пејдеме во продолжение. Чомагич. Па сега Трајковски. На второ обрач, немаше противник. Дреновац. Добра топка за Лалича, тука е веќе мат позиција. Лалич 13 ниво поен. Јуровски, одлична асистенција за Симоновски. Еве тројка од аголот. Мајсторски одигра македонските играчи во редовите на МСД Скопје во оваа петорка. Асистенција на Ѓуровски, 34-30 беше таква една разлика, 4. Но враќа Трајковски. Идентично како и Симоновски, 70. Сега Трајковски се мести за 3 поени. Еве го Трајковски верува во себе. Како и претходно кога израмни, сега води екипата на Карпош Соколи. Поени на Трајковски во овој дел од мечот. Дополнителни 5 минути, од кои што веќе се игра третата. Практично само тој поентер. Кај домаќините. Но Клоф е расположен, враќа. 81. Крајата ние сме одно на 0. Ево Чомагич. Ево би за 3 поени. Тројка на Симоновски. 83-84. Каков надпревар, како да играат во плејофот за титулата? Видиме Пери, ќе успели да врати. Не. Затоа Трајковски ја одби топката. И ево го сега сам. Има лична грешка од Клоф и поени за Трајковски. Како само успеа не само што ја спаси, и да ја прими, а бога ми и да ја смести топката кога беше под фаул од Клоф. И тоа долу се овиде Клоф. Енергично, тврдо. Нема поен од дополнителното основно фрлање. 25 има Трајковски досега, од кои 10 во продолжението, 85-84. Цел напад за МЗ-та и ќе има доволно време и за Карпош. Но гостите мора да постигнат поени од овој, ако сакаат победа. А и тоа како ја сакаат, Лов погодува од табла, 85-86. И ќе има напад Карпош Соколи, но по овој тајмаут и на другите во овој меч кој што наликува на завршница на плејофот за титулата. Пери ќе оди сам, Хендрик Пери, но изблокиран од Клоф. Јунакот на мечот е Шарлон Клоф. Не е само еден во тимот на МЗ Скопје, се уште се разбира активен резултатот и за Карпош Соколи, но Клоф има 16 поени, 10 асистенции, 9 скока и 3 изблокирани шутеви на противничките играчи, од кои 2 директно во дуелите со Пери. 9 шута, 4 скокови, 2 асистенции во редовите на МЗ Скопје. Тоа се најдобрите кошаркари, нормално тука Мијатовиќ со 11 поени, 10 скокови, но него го нема од финишот на четвртиот период, а сега Младеновски со слободни фрлања, што може да му даде шанса на Карпош Соколи одново за поправен последен напад. Не успеа Младеновски, останува поен предност за гостите, а ова е сега последната шанса за Карпош Соколи. Пери повторно против Клоф. Овој пат сочека, но изблокиран од Младеновски. МЗ Скопје победува 86-85. Како Леброн Джеймс во на финале против Голден Стейт за Кливленд. Гледате од втор план Младеновски, кога веќе мислеше дека нема кој да го изблокира Хендрик Пери, го остави вон игра Клоф, а Младеновски од втор план, ети и тој е еден од јунаците на мечот. И поради оваа блокада, без разлика што ги промаши претходните 2 слободни фрлања, но и поради играта која што имаше со 6 постигнати поени и 7 скока.
1 секунда и 62 стотинки до крајот на мечот. Ѓуровски намерно ми се чини промаши во вториот обид од слободни фрлања. Едно очајничко од својата половина, од својот рекет. Обидување на Трајковски не успе да погоди 85-87 во овој дерби надпревар за екипата на МЗТ Скопје Аеродром. На крајот спортски поздрав на кошаркарите на двата тима. Едно вистинско дерби одигра играчите на Карпош Соколи и МЗТ Скопје. Има своји моменти едните и другите, имаат за што да жалат домаќините, но и треба да им честитаат на гостинските играчи кои успеа да се излечат од многу тешки ситуации, од неколку пати негатива во која што беше Карпош Соколи со двоцифрена разлика. Постојано се враќаше МЗТ Скопје и на крајот знаеше да ја зачува предност. Да резимирам. Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром успеа да го совладаат тимот на Карпош Соколи во дерби надпреварот од четвртото коло во кошаркарската Суперлига. МЗТ Скопје славеше дури по продолжението од 5 минути со 87-85 во меч кој што го карактеризира голем број промени на водството, во кој што неколку пати Карпош Соколи имаше и двоцифрена разлика. Но во завршницата најприсебен беше Младеновски, кој што со блокада го невозможи Кендрик Пери да погоди за победа и тоа беше практично и решавачки момент во завршницата од надпреварот. А претходно во 40 минути резултатот беше 73-73. Во првиот период екипата на Карпош Соколи беше подобра, 28-17 имаше по 10 минути, благодарение на одличната игра на Лабович и на Трајковски, но со серија од 12-0 тимот на МЗТ Скопје се врати во првите 3,5 минути во втората четвртина. До крајот на полувремето блага предност за Карпош Соколи 46-42.